Бранко не се исклуча. Може да споделуваш сега. Само звъня. Може да споделуваш сега. Само звъня. Може да споделуваш сега. Само звъня. Нема слика. Како? Нема слика. Не се покажува слика. Не стрима. Оди на Ицо Најдовски. Добро, само да проверам дали се слушаме со Бранко Ѓорѓевски. Бранко, дали се слушаме? Да, се слушаме. Јас вас одлично ве слушам. Игор, дали се слушаме? Да. Почитувани слушатели, еве како што најавив на почетокот на нашата радио програма, најнапред да сакам да се извинам за технички грешки кои ги имаме често пати на оваа радио станица. Не е наш проблемот, меѓутоа тешко дека понекогаш можам да го отстранам тоа без помош на техничарите овде во студиото на 3 пати Z. Добре дојде, велам, на Бранко Ѓорѓевски, новина од Република Македонија, и на Игор Абрамовски Александров од Сидни. Добро ве најдов. Добро ве најдовме и поздрав до сите наши сонародници. Ви благодариме. Почитувани слушатели, како што најавив, првото прашање ќе биде и за вас двајца, да очекувам да се вклучи и Маријан Николовски од телевизија Сител, за да се комплетираме како екипа, нели, четворица. Ќе зборуваме за признавањето, односно еве првото прашање за вас, Бранко. Што се случи на 9 мај? Севселенската патриаршија или Севселенскиот патриарх Вартоломеј ја призна Македонската православна црква Охридска архиепископија како тоа што се наведува во македонските медиуми во Република Македонија, па и во црковните кругови во Република Македонија. Што всушност се призна, да ни објасните за слушателите на Македонската радиопрограма и пошироко на социјалните мрежи, нели? Да, како што рековте, треба да ги разјасниме некои работи за да бидат појасни. Видите, на 9 мај се случи едно воспоставување на канонско единство, на едно прифаќање на македонската црква, македонските верници, македонското свештенство како вистински и правно гледано постоечки христијани. Знаеме, ние се до 9 мај бевме надвор од православието, поради тој спор што го имавме со Српската православна црква. После 1967 година ние се наоѓаме фактички во состојба на раскол, ние бевме огласени како шизматици и едноставно бевме надвор од православието, бидејќи ја прогласивме нашата автокефалност, а што не беше одобрено од српската страна. Значи, ние бевме надвор од православието. Вселенскиот патриарх на
9. мај донесе одлука со која што тој воспостави евхаристичко општење со нас. Значи, ние сме признаени како христијани, постоечки христијани. И со нас може веќе да се сослужува, нашиот поглавар може да одржува богослужби со сите патријарси, нашите свештеници може да одржуваат служби со сите своји други свештеници од други православни цркви, што досега апсолутно не беше можно. Морам да кажам, одлуката на 9. мај тоа малку погрешно се пренесува. Не е признавање на црква, како институција во смисол, еве сега ја признавме Македонска православна црква. Примени се верниците, примени се свештениците, монасите, све со нас. Тоа е уствари на некој начин и признавање како црква, меѓутоа не е оној формален чин, не е уствари одобрување и после што треба да уследи томос за автокефалас. Тој не упати нашите работи, управни работи да ги решаваме со Српската православна црква, али за тоа може подоцна да го кажеме така. Ово е, сакам да кажам, со тоа што тој не прими во канонско единство, тоа е таа историска одлука, историска димензија на таа одлука, знаете. И бидејќи ние сме веќе во православието. Добро, Бранко. Да го слушнеме и Маријан Николовски од телевизија Сител. Маријан, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Исто сме и на социјалните мрежи, нели, како што можеме да се гледаме, четворица сме, комплетирани сме. Што всушност се случи на 9. мај? Севселенската патријаршија ја призна Македонската православна црква, тоа беше прашањето и за колегата Бранко Ѓорѓевски, истото и за вас. Што призна патријархот Вартоломеј, Севселенскиот патријарх? Добар ден, поздрав за македонците во Австралија и веројатно кај гледаат на сите страни и овде, мислам, на еден или на друг начин. И јас имам само за пред почетокот сакам една мала процедурална забелешка да дадам на најавата за емисијата. Ги видов сликите и таму на едната слика не знам кај најдовте сликата со вашиот фејсбук. Добро, до втората слика со Бранче. Тоа не е ништо спорно. Бранче, не, добро, не само една работа да кажам. Легитимно е тоа. Бранче Ѓорѓевски сликан со владиците на МПЦ и нормално го имате Игор Александров, убаво дотерен, па и знак че му сте го ставили на Виргина, му кажува на тоа. Јас ве најавив како црковни познавач, вие сте активни, Маријан, во македонските црковни проблеми, затоа и тоа го извадов од вашите слики од Фејсбукот. Се шалам. Не измисли топла вода. Ми падна во очи интерес на најавата, се шалам, беше како конвертиран разговор, ништо посебно. Инаку во кратки црти, одлуката на Вселенската патријаршија од 9. мај е историска од аспект што призна канонскиот статус на Македонската црква како исправен, правилен статус и ја врати во општење со сите православни цркви и останува да се реши административниот статус, а тоа е функционална и целосна автокефалност, процес кој што дополнително треба да следува. Тоа е она што е важно да се земе од аспект на таа одлука. После ќе продолжиме, јас ќе бидам за кратко пак почетен, па ќе продолжам пак. Немој да се исклучуваш. Тука. Игор, истото прашање и за вас. Добро, вака сега. Прво само сакам да спомнам за оние кои што можеби не забележале што се случувало во минатото, дека Бранко и Маријан се двајца од новинарите кои што најмногу придонесоа пред неколку години за осознавање на вистината околу спорот со Македонската црква во Австралија, околу пропагандите дека нашите цркви се приватни компании, а тие пропаганди беа токму во служба на оние кои што подолго време спремаат поништување на автокефалноста на МПЦ како Македонска православна црква и враќање на нејзиниот клир и нејзините верници од српска јурисдикција. Жалам што сега всушност зборува нешто што има спротивен ефект. Се надевам дека се преиспитаат што точно се случило и какви ставови оформиле, затоа што комуникето на патријархот Вселенски го имам пред себе, објавено е на страницата на Вселенската патријаршија на англиски јазик. Да. Иако преводот кој што е објавен на страницата на МПЦ
е цензуриран превод. Сепак англиски сите разбираме, можеме да идеме зашто станува збор. Како прво, никаде не е спомната ниту Македонска православна црква, ниту е спомната Охридска архиепископија, ниту е спомнато признавање на било какво каква канонска поставеност. Напротив, станува збор за нешто сосема друго, нешто што е полошо од се што се барало од напред до сега. Станува збор за комунике во кое што патриархот Вселен вели дека го прифаќа барањето на нашиот архиепископ, приматот на црквата во Скопје, како што ја нарекува, исто како што атењаните ја нарекуваат, да влезе во единство со Вселенската црква, под услов да не го употребува повеќе името Македонија, Македон или било каков дериват на тоа име. А тоа име е идентитетот на Македонската православна црква. Македонската православна црква всушност тоа е Македонска национална црква на православниот македонски народ. Ако ти го негираш тој идентитет, ја негираш целата црква. Второ, што се однесува до канонската поставеност. Во втората точка од комуникето, патриархот јасно вели дека му ја препушта на црквата во Србија регулативата, односно го препушта на црквата на Србија регулирањето на административните прашања помеѓу Српската црква и црквата во Северна Македонија, како што ја нарекува, во контекст на светиот канонски поредок и црковната традиција. Значи, воопшто не се занимава со тоа дали не сме биле канонска или не. Понатаму, односно, дали сме ние канонска или не. Тоа го препушта на Српската црква. А за она што сме го имале до сега, вели дека тоа било шизматичко. Шизматичко. Што значи тоа? Дека не го признава ништо, не признава ништо од она што сме го имале до сега. Од прогласувањето на автокефалноста на МПЦ во 67 година, мислам, што е основа за уставот на Македонската православна црква, до денес, се што ние сме биле, тој не го признава. Туку што е уште полошо, не само што Вселенскиот патриарх, кој инаку води во суштина грчка црква, која што ја узурпира Цариградската патриаршија уште во отоманско време, едноставно има многу јасен негаторски став кон македонскиот народ во континуитет и дека ништо ново не се случува, освен што кажува дека македонскиот архиепископ го прифатил тоа. Прифатил да се откаже од Македонија, македонци, македонско име и прифатил нашиот канонски поредок да се препушти под јурисдикција на православната црква во Србија. И не случајно 3 дена подоцна имаме одлука од Српската црква каде што вели дека не прима како автономна црква од Српската православна црква, како што сме биле до 58-59 година. Од 58-59 до 67 до прогласувањето на автокефалноста на МПЦ. Значи, ние имаме тука документи кои што го негираат постоењето на автокефална Македонска православна црква, а тоа нам ни се сервира како признавање на Македонската православна црква. Па тоа е признавање на Македонската православна црква, колку што Преспанскиот договор е бетониран. Добро, одиме понатаму. Ова беше само да покажам оригиналниот дел. Српската православна црква на соборот во Карловец на 15 мај, посветен на масовната прослава на 100 годишнината од томосот и автокефалноста и обединувањето на сите српски црковни делови во една обединета српска црква, официјално ја потврди одлуката на Вселенскиот патриарх Вартоломеј за признавање на автономна, пазете, внимавајте, на автономна Охридска архиепископија, наместо досега непризнатата Македонска православна црква. Со тоа, конечно, во 55 години од расколот треба да падне помирувањето со црквата во Македонија. Што значи ова, Бранко? Како вие го толкувате како познавач на црковните работи во Република Македонија? И па и на ќе одговорам на тоа, само би сакал на Игор да му реплицирам на претходните тези што ги изнесе во неговото излагање. Знаете, ако вие прифаќате една црковна заедница во канонско општење со вас,
значи ја правите легална, партнер, рамноправен партнер у смисол дека ја признавате. Тогаш вие признавате и сето она што таа црква претходно го правела. Зборам како обреди, како крштевки, венчавки, сето оно што го правела. Значи, таа верска заедница е била исправна. Тука е тоа значење на потегот на Вселенската патријаршија. Знаете, значи, она не вика дека сме биле расколници што ништо не правеле црковно. Напротив, што тоа што не прифаќа, значи дека сме правиле нешто исправно. И тука е тој чин. Значи, ние влеговме во православието преку Вселенската патријаршија затоа што сме навистина исправни црковни у секој аспект. Прашањето на името, прашањето на статусот сега се отвара да се решава. Гледаме како се решава. За името сигурно ќе биде предмет на договори. Не можете вие да очекувате овде сега да Вселенска патријаршија да каже таа црква се вика така и така. Тоа прашање е отворено, меѓутоа во соопштението се наведува дека ќе биде Охридска архиепископија, што за нас многу значи. Знаете вие што значи да го добиете наследството на Свети Климент Охридски? Кога ние го додадовме додавката Охридска архиепископија, беше токму со целта блокот на грчките цркви да го користи тоа име, оти имаат проблем со името на Македонија. Не можете вие да очекувате да бидете заведени во диптик како Македонска православна црква. Тоа треба да се каже јасно. Ни една црква, ни српска, ни руска, ни грузиска, ни албанска, ни полска не се заведени како такви. Нема национален предзнак. Има православна црква во Србија, Кралството на Срби, Хрвати, Словенци, православна црква во Грузија, православна црква во Полска, така, според името на државата. Ако сакате да бидеме православна црква во Република Северна Македонија, ќе бидеме запишани, ама нема да ви имаме наследство на Охридска архиепископија. Тогаш никој не брани нас да не нарекуваат како Македонска православна црква. Барем што го кажа владиката Тимотеј. Тоа име ќе остане и кој сака ќе го користи. Али ово е компромис за сега. Збориме за сега. Не е краен. Така е ради блокот на грчките цркви. Инаку, што се однесува до одлуката, вчерашната одлука на Сабор Српска православна црква е поразителна. Според мене, прво што треба да објаснам. Истото што го кажа Игор. Фактот што Вселенската патријаршија порача Српската православна црква да ги реши управните прашања со нас е заради тоа што досега на Вселенскиот патријарш му се префрлува многу работи дека тој излегува од своите ингеренции. Видовме што се случи откако ја призна Украинската православна црква. Нели, го обвинува дека направи лупата јурисдикција на Руската православна црква, дека сака да биде православен папа, дека не ги почитува каноните. Процесот со Српската православна црква знаеме како. Имаме проблем што не се решава 55 години. Ние се обративме до Вселенска патријаршија како судска инстанца. Тие донесоа една првична одлука, процесот продолжува натаму. Тој сака да ја испочитува и Српската православна црква, да види како таа натаму ќе го води процесот. Дали ќе прифати со нас да преговара и да се договараме за автокефалност, бидејќи ништо друго не ни е прифатливо, знаете. И сега Српската православна Значи можеме да констатираме дека Српската православна црква признава само автономија, а не автокефалност. Точно, и тоа е она поразително, бидејќи со таа одлука со која што македонските владици денеска мора да кажат што дали имало такво писмо, дали имало таква желба. Ако имало таква желба, тогаш е тоа поразително според мене. Така, бидејќи се вие враќате во автономна положба, а со една тотална неизвестност кога ќе продолжат преговорите, како ќе се водат и што ќе биде на крај. Дури ни порачуваат, вие пак името решавајте го со блокот на грчките православни цркви. Вика, ние немаме проблем со вашето име, но вие сепак решете го таму. Решете го статусот со името и со бугарската православна црква. Знаете, пак е тоа едно враќање во автономија со тотално неизвестен исход. Знаете. Ајде ќе се вратиме, Игор сака да дополни тука, да се вклучи во повели. Јас се извинувам што се офрлувам, ама ако зборуваме вака на памет без да се повикуваме на самиот документ и да го цитираме, мислам само да ја збуниме јавноста. Прво, во документот воопшто не се спомнува ниту Климент, ниту Охридска архиепископија, ниту било каков континуитет од било каква црква како институција. Воопшто, ни најмалку. Се зборува за прифаќање на хиерархијата, клириците и верниците, на што се под архиепископот Стефан во оваа црква. Значи, која е таа црква?
црквата во Македонија. Едноставно не постои признавање на црквата на Македонската православна црква. Сакаш да кажеш дека не се оди на назад? Ниту континуитет, ниту правен ентитет не се признава. А се зборува дека со ова се надминува шизмата. Значи, пазете, која е таа шизма? Таа е шизма за која што ја обвинува МПЦ од 67 година наваму. Дека не канонски или не црковно се отцепило од Српската православна црква. Добро. Кажете ми вие мене, што има тука канонско што е поправено со овој документ? Единственото кое што патриархот Бранко ќе го праша. Момент само, единственото кое што патриархот го прифаќа како услов за да не прими кај него е прво да не го користиме името македонци македонска. Па тоа е поентата на постоењето на Македонската православна црква. Заради тоа е таа основана. И тоа не само не од 67 година, туку одејќи назад уште во Втората светска војна, а и пред тоа како дел од македонското национално ослободително движење. Таа е основана како црква на македонскиот народ, не на Северна Македонија, која што повеќе од пола македонскиот народ не ја признава, а сигурно не ја признаваат македонците во диаспората. Таа е таа црква, Македонската православна црква. Ако некој денес сака да не ја признава таа црква и да прави некоја нова црква на Северна Македонија, ете му е црквата на Вранишкост. Што има поавно во ова од она што го имаше претходно во Нишката спогодба или во тоа што го правеше Вранишкост? Ова е уште полошо од тоа, затоа што таму не се негираше изричито нашето право на употреба на името Македонија и македонска како што се оспорува во третиот параграф е тоа, да. Значи во третата точка многу јасно пишува. Третиот параграф. Ја го признаваме Охрид како име на оваа црква, значи нема тука Охридска архиепископија, Охрид како име на оваа црква, што се подразбира како регион во юрисдикцијата исклучиво во границите на територијата на државата Северна Македонија, значи нова држава која што не постои ниту во 67-ма, ниту во времето на Свети Климент Охридски, како што ветил екуменскиот, како што добил ветување екуменскиот патријарх од незиниот поглавар, значи од Стефан добил ветување екуменскиот патријарх. Со тоа се исклучува поимот македонци или македонска и било каков дериват на зборот Македонија се исклучува. Мислам, тоа е целата поента на оваа изјава. Добро. И сега, ако зборуваме за тоа дали другите цркви се признати како национални, мислам дека не е во ред да го зборуваме тоа без документи од нас да видиме како се признат. Но во самото соопштение на патријархот, тој ја нарекува Српската православна црква како светата црква во Србија. А нашата црква не е светата црква во Македонија, како име. Добро? Односно на Србија, извинете. Тоа дали е света црква на Србија или Српска православна црква, тоа има исто значење. Второ, ако зборуваме за тоа дека тој нас не прима, со тоа што не прима како верници или како клир, ми ја признават црквата и тоа не е вистина. Затоа што и до сега во Австралија македонските верници беа признати како православни верници во другите и во грчки и во српски цркви. Ова тие како ги прима верниците. Па утре може патријархот да ги прими и верниците и оџите на муслиманската вера, ако прифатат они да дојдат како тоа што они ќе им рече дека треба да бидат. Само што ти треба тие да се покрстат. А ние сме веќе крстени и нашите крштенки се веќе признат. А дали некој му го негирал чинот до сега, да речеме, ете, на архиепископот Стефан. Ако му го негирале чинот, тогаш зошто преговарале за него со него се тоа време? Со кого преговараат ако не со владици? Бранко? Игор е малку контрадикторен, знаете. Ако вика дека црква на Србија и Српска православна црква е исто, тогаш зошто не е исто црква во Северна Македонија, како што пишува во документот на Вселенскиот патриарх, ама ти тоа не го читаш, така? Зошто тогаш не е исто црква во читам, Северна Македонија? Дозволи. Зошто тогаш не е исто црква во Северна Македонија и Македонска православна црква? Нели е тоа контрадикција? Исто е Србија, ама не е исто за Македонија. Не е контрадикција, не го читате документ.
со што се исклучува по употребата на поемот македонски, Македонија конкретно, или било каков дериват. Па ако се исклучува поемот, сигурно нема да биде Норд Македонија, ако се исклучува поемот Македонија или Македонија. Мислам, ова е или не читање, или манипулација со зборовите на текстот на патриархот. А што се однесува до тоа дали не прима нас, пак ќе кажам, не прима како црква, не прима како верници кои што се откажуваат од својата црква. Бранко, нека да му дозволиме на Бранко. Бранко повели. Не го слушав Игор цело време, меѓутоа сакаме да кажем исто. Ова претходно Игор што го кажа кога го слушав, овака. Вели дека сме можеле ние да сослужуваме и без проблем. Ајде, кажи ми каде нашиот патриарх сослужувал, со кого? Кој владика сослужувал до сега? Јас не реков ништо за сослужување, реков дека не се оспорувани каштетките, не се оспорувани требите правени во македонските православни цркви. Инаку да, ја колку што знам, во Австралија наши свештеници имаат сослужувано со руски православни свештеници, например, со антиохиски. Мислам дека во Македонија ви дојде и гостини од антиохиската православна црква. Мислам дека и од Кирил беше од православна Романија. црква. А самото тоа, инаку владиката Тимотеј лично ми има кажано дека нивните чинови не ги оспоруваат црквата, а тоа дали тие сакаат да се сослужуваат со некој или не, тоа е најмала работа. Значи ние сега треба да се откажеме од македонската православна црква, да прифатиме сето што се зборуваше до сега дека била шизматична и расколничка, зошто за владиците да можат да се сослужуваат со некој грб таму во Цариград, кој што е еден од најголемите негатори на македонскиот народ, кој што има юрисдикција во Австралија врз најнационалистичките грчки православни цркви, кои што сета кампања во последните 30 години против македонците во Австралија ја водат. А што се однесува до тоа за името, пак ќе кажам, црква во Северна Македонија и на Бранишко, схемата не е црква македонска, додека името The Holy Church of Serbia, тоа е само англиска верзија на името Српска православна црква, ништо повеќе, како што Александар Македонски на англиски е Александар of Macedоnia. Ајде, Бране. Барем Игор, барем ти владеш со англискиот подобро од мене, овака се надевам. Знаеш дека Српска православна црква на англиски се вика Serbian Orthodox Church. И црква во Србија е Church in Serbia. И тоа е сосема терминолошка разлика. Ако сакале да употребат национален презнак, сигурно ќе го ставеше. Ама токму таа одредба у Србија предизвика негативни реакции, бидејќи Вселенскиот патриарх на некој начин ги дискредитира, не ги нарече Српска православна црква, него црква во Србија. А црква во Србија може да има 10. Знаете. Пишува во Србија, пишува на Србија. Православната црква на Србија има друго значење. Тоа значи дека таа црква е на Србија, а Србија е нација. Може би е влашка црква на Србија. Разбираш? Видете, да не правиме смешки сега, да се надмудруваме околу употребата на македонскиот, на англискиот јазик. Прочитаа третата точка од комуникето на патриархот, многу јасно кажува кое име го признава и дали дозволува употреба на името Македонија или македонска. Точно е, така стои, ама да се вратиме на почеток, тоа е за блокот на грчките православни цркви. Ние зошто е да дадат... Тоа не го пишува, каде го пишува тоа? Добро, да ме прашам. Не можеш да очекуваш сега се... Дали вие како новинари се побарале да се обелодени писмото на архиепископот Стефан, на кое што патриархот Вселенски одговара? Затоа што тој овде кажува дека ова го прави во согласност со барањето на архиепископот Стефан. Сте го побарале вие тоа писмо да го видиме, да видиме што нудил архиепископот Стефан? Бараме исто како што бараме какво писмо било испратено до Српската православна црква овие денови врз основа на која тие решиле. Тоа мора да излезе во јавност. Дали знаеш, Бране, извини, дали знаеш, Бране, дека извини што те викам Бране, ама бидејќи се нема проблем. Како пријателски гест. Така. Дали си упатен со фактот дека ова соопштение, онака како што е објавено на страницата на Македонската православна црква на МПЦ, е цензурирано за да се исклучи овој дел, за да се избрише, составаат 3 точки на негово место, овој дел каде што вика дека се исклучува поимот Македонија и употреба на било каков дериват. Си го видел тоа на страницата на МПЦ?
дека е избришено, дека е цензурирано? Не ти е Се малку согласувам. сумнително? Се согласувам дека првичната информација беше без тоа. Се согласувам апсолутно, ама тоа не може да се Не беше сокрие. првичната беше со тоа, па после еден ден го извадија тоа. Значи некој свесно прави цензура и манипулација со јавност. Јас зборам за овие агенцијски информации што тој ден се Не, ама објавија за при нас. сајтот на МПЦ зборувам. Да, На добро. самиот сајт на МПЦ. Значи на Факт е дека- официјалниот сајт на МПЦ. Да. Добро, Факт ајде е да дека- заклучиме. Да, ајде Да. Бранко, ајде да заклучиме. Што сето ова можеме ние да очекуваме? Да заклучиме, рано е уште да креваме емоции, да креваме тензија околу тоа каков статус ќе имаме, какво име ќе ни се употребува и кој ќе има надлежност во диаспората. Тоа се сериозни прашања и не треба да останат без одговори. Игор е во право кога бара јавност. Тука и јас се согласувам. Тие работи мора да станат јавни и мора да добиеме одговори. Сепак се тоа сериозни работи. Не се тоа работи кои што туку така може да поминат овака. Но дајде да дадеме шанса на она што ќе следи натаму. Мене ова вчера многу ме загрижи со Српската православна црква, уште повеќе него ова со Вселенската патријаршија, да ви кажам. Бидејќи знаете што, ако е точно тоа дека сме се согласиле да се вратиме во автономна положба, кога што е поразително. Знаете зошто? Заради тоа што ние фактички го бришеме сето она што било од 59 година натаму, вклучувајќи оно чинот на прогласување на автокефалност. За Српската православна црква ние едноставно стануваме една група верници која што тогаш добила автономија и после си правила што сака, ама тоа не се признава, знаете. Пазите сега, доаѓате во една апсурдна ситуација. Српска црква во 2002 година, мислам, има дадено томос на автономна црква на православна Охридска епископија на Вранишковски. И сега со ова фактички ви имате две автономни цркви на подрачјето на Македонија. Сега и они се малку контрадикторни. А баш кај што они сакаат сега да воведат принцип на консензус и дека сите православни цркви да решаваат за нас дали ќе добиеме самостојно автокефалност или не. Тоа е подривање на улогата на Вселенскиот патријарх и воведување на нов принцип, кој што никогаш не е формално донесен како одлука, знаете. И баш као оно што вика дека што го отвара тој процес во недоглед, во бесконечност. Знаете, ако вие правите еден договор со некоја православна црква, нели нашите владици има многу контакти со српски владици се договарат. Вие не смеевте да дозволите овака да се одвиваат работите. Ако имало договор за правно некакво исполнување на нашиот пат кон автокефалност, во реду, ја може би ќе прифатам утре да кажеме ајде ние се вратиме во СДВ-та, ама после недела дена Српска православна црква најавува дека ќе даде автокефалност на Македонската православна црква. Од тој аспект ја би прифатил дека да се вратиме тогаш. Меѓутоа, они ви викаат, вие се вративте во автономна положба, а ќе видиме потоа. Тоа е недозволиво. Добро, ајде видам дали се слушаме со Маријан. Маријан? Да. Извинете малку. Меѓутоа не се гледа. Да, не се гледа пошто возам. Застани, паркирај се лево таму и ќе те гледаме. Добро, Маријан, ајде уште да слушнеме твојот став. Што се случи на 15 мај со Српската православна црква, нејзините одлуки и уште еднаш Игор тука разви една дискусија дека воопшто не е призната Македонска православна црква, ниту пак Охридска архиепископија. Тоа Игор како што најави, како што рече, е признавање само на клирот на поглаварот Стефан. Под услов да се откаже од МПЦ. Значи прво Игор познавајќи го Игор, он знае да работите ги комплицира и ги чита поинаку од како што сака да ги чита. Во основата на тоа соопштение на Вселенската патријаршија се јасни сите работи. Признавањето на канонскиот статус на црквата е признавање не само на поглаварот, туку е признавање на комплетната структура на црквата во формата во која што е сега. Што значи официјално формален признат канонски статус исправен, што беше едно од проблематичните прашања во православниот свет и сега може секој да се служува со свештениците, нормално не може да се служува со мене или со Бранко Ѓоргевски или со Игор Александров, затоа што ние не сме клир на црквата за служење. И второто е неформална автокефалност,
чиј статус се уште не е дефиниран и останува да се реши, како што вели Вселенската патриаршија, за комплетна согласност, односно за дефинирање на тој статус, со оглед на тоа дека епархиите на кои што треба да се признаја автокефалноста се наоѓаат во томосот на Српската православна црква, административно треба да се разговара со СПЦ за да се види, односно со други зборови, да се добие согласност од СПЦ да не прави проблеми. И тука не знам сега во овој момент Маријан врата на македонската православна. Само да ќе се вратиме на тоа, само да објаснам друго. Да. Таму Игор, гледам 3 дена спонзорира, троши пари на Facebook да објасни дека тоа не е Охридска архиепископија, туку дека е црква на Охрид. Прво, тоа воопшто не е точно, затоа што во титулата дури Вселенскиот патриарх во соопштението го ословува архиепископ Стефан со архиепископот Стефан и името на црквата Охрид. Титул, значи, Маријан, извини, може да не го покажеш тоа или да не го прочиташ? Па читай го соопштението, го имаш спонзорирано, читай го, пишува. Соопштението е пред мене, Маријан, директно од страницата. Да, пишува, не пишува. Го нема никаде тоа. Дали не го ословува Стефан со архиепископ? Или дома, ете, тој не го прочита. Ама дали не го ословува Стефан со архиепископ во соопштението? Ај читай убаво. Се слушаме? Ало? Отворете ја страницата на патриаршијата, видете таму што пишува. Јас го имам соопштението директно од страницата на патриаршијата пред мене. Отворија Facebook страницата твоја кај што го спонзорираш, каде што пишува. На мојата Facebook страница имам скриншот директно од комуникето на патриаршијата. На ние таму дали пишува? Дали пишува архиепископ Стефан Блаженјеши? Сакаш да го прочитам на англиски? Еве го пред мене. Читаш. Па да биде појасно. Може, за да видиме дали ја комплицирам или некој не го прочитал документот, туку читал нечи преводи цензурирани. Не пишува ниту архиепископ, па ниту името на Стефан постои. Шити се. Што збориш? Па еве го де, Ицо, како можеме ова да го покажеме на еве, можам да го покажам тука. Што да кажам, тука е документот, ама не се чита, мислам, на како не се на чита. видео. Едноставно може секој да отиде директно на страницата на Вселенската патриаршија и да го види комуникето од 9 мај 2022. Маријан, ако ти го прочитам, ќе ми веруваш дека не сум скрил ниту една буква? Абе сега јас знам што пишува. Не е многу долго. Јас знам што пишува. Јас знам што пишува во соопштението на Вселенска патриаршија. Знаеш што, некојаш луѓето можат да се уверат туку во нешто однапред. Ама јас знам што пишува точно, јас точно знам што пишува во соопштението на Вселенската патриаршија. Па добро, ете, нека отидат сите гледачи или слушатели на емисијава на мојата страница, ќе видат и линк до Вселенската патриаршија и скриншот од комуникето. Едноставно, тука немаме ние, значи, простор за дебата, има простор само да се провери фактички дали пишува така или не пишува така. Затоа што јас... Добро, затоа ти велам, нека отиде, само за момент, без да се само за момент. Само нешто да додадам, значи ова е фактичко прашање кое што може да се провери со гледање на филм. Само нешто да додадам. Значи не можеме тука да речеме дека одлуката на патриархот е позитивна, на СПЦ е негативна. Двете овие одлуки или одговори се дел од одговор на истите оркестрирани барања на нашиот архиепископ. Инаку, како може да се случи во рок 4 дена да дојдат и патриаршиската Вселенската одлука и српската како одговор на барање на нашиот архиепископ? Што се случило? Мислите дека за еден ден после одлуката на патриархот господин Стефан испратил барање до Српската црква и тие му одговориле за 2 дена? Мислам, добро, сето е ова дел од едната иста оркестрирана работа. Да, само сакам да потврдам дека пред мене јас го имам комуникетот, дека воопшто не постои името на поглаварот Бранко. Верувам се дека се Кај го читате вие соопштението?
Еве светиот и свет синот се состана денеска понеделник 9 мај под Каде го председателство на читате него. тоа сообщение? Ма еве го Бранко, дај ти Маријан, дај вклучи ја камерата. Ова е официјалниот документ. Каде е објавен? На што е објавен? На веб Дај страницата. вклучи ја камерата. Вклучи ја камерата. Еве го долу. Може Долу Долу адресата те гледам, кажи. од веб страницата. сега на англиски да го прочитаме или на Па македонски? на англиски објавено, на македонски не чих превод. Читай го на. Ајде, добро, прочитај го ти спорува само. Не, на англиски објавено. Имаше Не, на англиски 10 објавено на грчки. На грчки објавено, не е на англиски објавено. Страницата на патриаршијата користи и грчки и англиски. Не е Нели точно. вселенска. Вселенска патриаршија има и англиска транскрипција по Google, а сообщението е објавено на грчки. Не, сообщението си е објавено на англиски, грчки. како што има Ако е Маријан, сообщението Маријан, на истата страница од која што е сообщението, има грчки текст горе и грчки текст доле, само сообщението е на англиски. Google не може само еден дел да објави на англиски да преведе, а другиот дел да не го преведе. Еве пред мене. Има преднаизе, има грчки текст и после. Добро, ајде му да Маријан, ајде. Ќе го најдам и ќе ти го Да пратам. да Ти заврши. грчки читаш? Извини, ти грчки читаш? Да, со Google Translate можеш да читаш. 85% до 90% ја дава целосно точната информација. И сега Google Translate има подобар превод од што има патриаршиската веб Добро, страница. сметате ли ајде да се продиме понатаму? Мислам дека тука еве го имаме документот, можете и вие да го видите и ние, па и слушателите на Македонска радио. Па еве Бране нека каже И, како го чита. Дали го има? Не знам, Бранко, го имаш ти англиска? Не би можел да кажам да не сгрешам нешто овака. Не можам грчки, англиски не. А овака, ајде да искористиме времето што ни останува за нешто поконкретно. Сега е главното прашање што да се прави натаму. Знаете, ние мора да дефинираме што Што ќе правиме еве ние во Австралија, што ќе правиме? Ние не постоиме дека Македонска црква ќе се грижи, односно Охридска црква ќе се грижи за диаспора. Прво да ви кажам уште една работа. Тоа е уште една тетална забота која се обидувате да наметнете. Дали некој на српската црква во Австралија им ги зел епархиите? Од диаспората како управа од страна на Вселенската патриаршија не беше затворено прашање целосно и на последниот собор во Крит. Односно има документ за него, во кој што документ отворете, пошто Игор сака да чита Вселенска патриаршија, таму ги има сите документи. И документите за диаспората. Вселенска патриаршија единствено што инсистира е дека заради тоа што е црква која нема верници во Турција, голем дел од верниците е грчка диаспора. Само слушајме ќе ти докажам чија јурисдикција, ако ме слушаш. Значи отворете ќе видите, пишува дека документот предвидува дека диаспората на православните помесни цркви формирана таква каква што е до сега останува до конечно решавање на статусот, што значи и српските и бугарската и романската и која руската или која друга православна црква што има организирана диаспора останува во рамките на истата функционалност, односно тие свештеници ќе бидат под епископот на домесната православна автокефална црква. Она што Вселенска патриаршија заговара е да се најде конечно решение на тој статус. Затоа нема се православна согласност. Единствено на кое што се договори е можноста да се формира на ниво на одредени територии се православен совет од епископите на сите помесни православни цркви, во кој прв меѓу нив у заседавањето на тие ќе биде Вселенскиот патриарх, некој административно тело, но управата врз црквите и заедниците си останува на домашните цркви. Единствено што сугерира е дека во меѓувреме додека се реши канонскиот статус, автокефалните цркви да не организираат нови диаспори. Например, да му текне сега на српскиот патриарх и српска црква да направи диаспора да речеме, немале у Канада, да направат у Канада сега. Значи, не во Австралија, еве конкретно во Австралија. Во Австралија диаспората македонска е формирана 64-та година. Како 64-та? Првата црква тука е осветена 60-та година. Е добро да е 60-та. Да. Така што немате вика на крајот забегуваме со ова. Ајде вратите назад. Значи, на крајот
на крајот од денот вие у Австралија можете да разберете со МПЦ, ќе се разберете со Бартоломеј. Мислам, Не можеме ли ги барат тие тапиите овде во Австралија на кои заради Маријан, ова беше најавено пред 25 години со еден страшен напад на митрополитот Петар кон црковните имоти. Та беше какви црковни имоти? трошење на пари, Какви црковни? екскомуниканици, само мислите дека ќе ви земе некој црков, ќе ви ги земе некои имотите таму. Што зборите, вие живеете во демократска држава, кај што другачи се редуваат. Свети Кирил и Методија ни е земен од бугарската црква. Црквата Свети Наум Охридски во Њукастл ни е земена од српската црква. Тоа како ви е земена и зашто ви е земена? Дозволуваме Нема още 2-3 минути имаме, да. Дозволуваме да се заведува јавноста со споредни теми. Прво дали е наречен Стефан архиепископ, не е битно, битно е Чиф. Битно е Чиф архиепископ. Битно е Чиф архиепископ, ние не зборуваме тук затоа што тој и знаете што, и Јован Вранишковски е за нив архиепископ. Добро? И Охридската црква на Јован Вранишковски е во Северна Македонија. Но дали е таа Македонска православна црква? Дали е таа црква на македонскиот народ? Дали е црква на македонскиот народ како уставотворен народ на Република Македонија? Прво Северна Македонија според низината дефиниција и во устав и во Преспански договор ги негира корените на македонската држава како македонска национална држава. Многу јасно станува збор дека сега за преспани да дебатираме. Значи истото што се прави со Преспанскиот договор со државата, сега се прави со црквата. Тоа е поентата. Што се однесува до диаспора. Ако ти ја признаеш матичната црква, по автоматизам ја признаваш и незината диаспора. Но оваа диаспора не е диаспора на Северна Македонија, тоа да им биде јасно. Оваа диаспора е македонска диаспора, повеќе од половина луѓето се од егејскиот дел на Македонија, оној дел на Македонија во кој што Северна Македонија не признава дека воопшто има македонци. Оној дел на Македонија каде што Вселенската патријаршија под грчко водство води насилна асимилација, етноцид, геноцид од македонскиот народ, а Северна Македонија се приклучи во таа политика со тоа што го прифати Преспанскиот договор и прифати да се откаже од националниот идентитет на македонскиот народ како домороден народ на сите делови на Македонија. Добро, имаме уште 5 минути. Јас само една работа, мислам дека е многу битно. Фер ќе биде да му дадеме. Мислам дека е многу битно пред да завршиме да ни одговорат и Бране и Маријан, бидејќи се занимаваат со проблематиката подолго време. Што има подобро во овој проглас на патријаршијата од Цариград и одлуката на Српската црква, која што е резултат на ова, од она што го имавме со Нишката спогодба и она што го прави Вранишков. Што има подобро во ова од тоа? Добро, ајде имаме по 2-3 минути. Јас сосема кратко ќе му одговорам на Бранко и завршуваме. Сосема кратко ќе му одговорам на Игор, пошто не малку возбуден, го разбирам. Го разбира возбуден дека биде спокоен, црквите на македонците Австралија нит некој ќе им ги земе, нит може да им ги земе, а како што мислам, познавајќи ве таму, нит може да ги управува. Така што вие сте една организирана заедница со самоуправност и бидете си спокојни. А не мислам, сигурен сум дека Вартоломеј нема да има намера да се расправа со вас, има доста главоболки со други. Така да бидете спокојни од аспект на диаспората во Австралија. Второ, македонската црква си останува македонска црква, затоа што таа е црква на македонците и комуникацијата во православниот свет ќе се одвива со името Охридска архиепископија, а секоја друга, затоа што тоа се канонските правила на функционирање, како што се сите други православни цркви, како што се Московската патријаршија не е руска така, туку е Московска патријаршија и така натаму и така натаму. Што е разликата меѓу Вселенската патријаршија и Српската црква? Во една единствена работа, тоа е томос во кој што се дефинира сопственоста на епархиите на територијата на Република Македонија, денешна Македонија, на која е организирана црквата. Тие епархии денеска со томос на само слушајме, со томос на Вселенска патријаршија се дадени 22 година на Српската црква. Што значи дека ако сакаме да имаме автокефална црква, мора да имаме територија. Ние сега ја немаме таа територија. Таа територија во православниот поредок до сега во 2 века, во 2 милениума е еден и единствен, оди преку томос на Вселенска патријаршија и нема друг пат.
Тоа е разликата која што е меѓу тоа што СПЦ веќе ќе ви дама факепално стават. Ајде да му дадеме збор на Бране, оти свет да даде, но уште нема да има две никаква минути факепално, имаме, затоа што готово. и партиите ќе се останат во незина собственост. Бране, ајде Бране да затвориме. Јас ќе бидам краток и концизен. Положбата, позицијата на Македонската православна црква после 9 мај е подобрена. Таа веќе не е надвор од православието, туку е во него. Така. Тоа значи дека сме признаени како православна заедница. Името, статусот, односот кон диаспората се важни прашања. Игор е во право тука што сака да биде предпазлив и што предупредува. Тоа се сериозни прашања, меѓутоа сето тоа треба да биде работа на тамошни преговори. И затоа ние не треба да брзаме. Воопшто не треба да избрзуваме со некакви одлуки. Например, ние да сега да подпишеме одлука за канонско единство со Српската православна црква како формален документ и да се вратиме у таква една положба. Тоа би било поразително. Мора да следува еден пакет интегрален, дали со Српската православна црква и Вселенска патријаршија заедно, дали само со Вселенска патријаршија, тоа нека биде работа на умешноста на нашите владици да преговарат. Имаме една минута за Игор. Игор, имаш само една минута. Јас мислам дека во основа сите тројца или четворица, да речем, имаме цел да се зачува македонскиот идентитет на црквата. Само мислам дека и Бране и Маријан би требало подобро да ги препрочитаат документите за кои што зборуваме, затоа што она што го прогласи вчера Српската црква е тотално во согласност со она што претходно го објави патриархот, а и едното и другото е побарање на архиепископот Стефан и дека додека не ги најдат тие писма што ги испратил архиепископот Стефан, вака ќе лутаме и ќе се занимаваме со семантика. Добро, Маријан, Бранко, Игор, ви благодарам многу што бевте дел од македонската радиопрограма овде на радиостаницата Три пати Z. Се надевам дека откривме нешто и доловивме нешто до нашите слушатели и македонските православни верници. Благодарам уште еднаш. Благодарам и поздрав. Почитувани слушатели, тоа беше нашата радиопрограма денес од 5 до 6 часот. До слушање, Вицо Најдовски.